Добро вечер, почитувани гледачи, еве што ќе гледате во централниот дневник на регионалната К1. Намалена е бројката на невработени лица во Велес во периодот од 2005 година до денес. Приватната детска градинка во Кавадарци ќе се гради во близина на Средното индустријско училиште Киро Спанџов Брко. Дирекцијата за заштита и спасување и Данската агенција за управување со вонредни состојби реализираат семинар за намалување на ризици од катастрофи во Велес. Велес го продолжува трендот за намалување на невработеноста. За повеќе од 8.000 лица е намален бројот на невработени во периодот од 2015 до денес. Според економистите, намалувањето се должи на директните странски инвестиции и мерките за самовработување. За повеќе од 8.000 лица е намален бројот на невработени во Велешко во период од 2005 година до денеска. Бројките покажуваат дека во 2005 на списокот на невработени во Агенцијата за вработување биле евидентирани 15.843 лица, додека сега таа бројка е 7.234. Според економистите, намалувањето се должи на директните странски инвестиции, мерките за самовработување и креираните индиректни работни места како резултат на странските инвестиции. Очекувањата се дека трендот на намалување на стапката на невработеност и понатаму ќе се намалува. Рестартот на Киро Ќучук, но и што туку најавената инвестиција на германски СТС Текстил за многумина велешани се нова шанса за решавање на екзистенционалното прашање. Во Киро Ќучук привршуваат подготовките за рестарт, додека пак во СТС Текстил се монтираат машините. Наскоро се очекува и првата средба на сопствениците и локалната власт. Најави дека ќе дојде со стручниот тим за 2 недели во општината да се договориме околу некои поединости и други. Ние го очекуваме да дојде господинот Учи и да поразговараме. Значи да нагласам дека тоа е сегмент, карактеристика за германските компании и да се фамилиарни компании. Значи не се класична корпорација, корпоративни компании. Јас и вчера кажав на едни од медиумите дека оваа компанија е меѓу 100 најуспешни компании во Германија и дека 2015 година или 2014 не ме држите за збор, нивниот производ е прогласен меѓу топ 10 производи по квалитет, сигурно и по некои нивни параметри во Германија. Кога станува збор за вработување на велешани, голем е бројот на оние кои што своите вработувања ги најдоа во компаниите кои што работат во ТИРС и индустријските зони. Управата за јавни приходи апелира да се пријават приходите од издавање под закуп на имот и имотни права, зашто во наредниот период од таму најавуваат едукативни активности. Валентина Михајловска со повеќе детали. Апел за пријавување на приходите од издавање под закуп на имот и имотни права упатува Управата за јавни приходи. За наредниот период најавува и едукативни активности во рамки на планот за управување со усогласеност со кој се таргетира издавањето под закуп на движен и недвижен имот. Во наредниот период УЈП ќе спроведе низа активности, пред се од едукативен карактер, со цел зголемување на свеста и едуцираноста на даночните обврзници за нивните права и обврски, но и преземање мерки за намалување на сивата економија, насочени кон високоризичните даночни обврзници, каде УЈП има детектирано непријавување или нецелосно пријавување на остварените приходи од кирии, стои во соопштението на управата. Граѓаните имаат обврска во УЈП да пријават приходи остварени по основ на закупнина од издавање на земјиште, стамбени или деловни простории, гаражи, простории за одмор и рекреација, опрема, превозни средства и други видови имот. Подлежат на оданочување со персонален данок и граѓанинот има обврска да ги пријави во УЈП. Од управата појаснуваат дека тоа се прави со поднесување аконтативна даночна пријава за остварени приходи од имоти и имотни права во рок од 15 дена од денот на остварувањето на приходите. Кон пријавата задолжително треба да се приложи договор за закуп. Образецот може да се преземе преку веб страната на Управата за јавни приходи.
Дирекцијата за заштита и спасување заедно со Данската агенција за управување со воредни состојби реализираа дводневен семинар за намалување на ризици од катастрофи во Велес. Целта на семинарот е да се помогне на локалната заедница од Велес, Чашка и Грацко, што подобро да се подготват за кризни ситуации во природни непогоди. Катастрофи преку сеопфатно планирање и подготвување е темата на семинарот кој го организира Дирекцијата за заштита и спасување во соработка со Данската агенција за управување со воредни состојби. Целта е да се помогне на локалната заедница од Велес, Чашка и Грацко, што подобро да се подготват за кризни ситуации во природни непогоди, да може да се спаси што поголем број луѓе, но и материјални добра. Редукција ризика помогнемо Македонија. Редукција на ризиците, да ја помогнеме на Македонија и на целиот регион да ги совладаат несреќите и катастрофите кои се пред нив. Сведоци сме, за жал, не ја заобиколуваат ниту Македонија. Ги видовме последните поплави кои беа од катастрофални размери од месец август, кога загинаа повеќе од 20 луѓе. Одузето више од 20 ljudskih живота. За подобро справување со природни непогоди, неопходни се едуцирани човечки ресурси, но исто така и обновени капацитети. Ваков семинар по втор пат се одржува во Велес. Присутни се, општина Велес, општина Чашка и општина Грацко. Тука учествуваат и јавните предпријатија, установи и служби, како што се и зафатени се и училиштето, односно средното училиште. Данската агенција за управување со вонредни состојби има подпишано меморандум за соработка со Дирекцијата за заштита и спасување уште во 2010 година. Истиот опфаќа помош од Данска преку различни донации. Во првите години беа донирани возила, пумпи, ХТЗ опрема, како и школа за едукација. Приватната детска градинка во Кавадарци ќе се гради во близина на Средното индустријско училиште Киро Спанџов Брко. За изградбата на истата, како што најави градоначалникот Панов, веќе постојат заинтересирани. Градинката ќе биде изградена со помош на Министерството за труд и социјална политика, како и грант неповратни средства во висина од 10.000 евра. Позната е локацијата на првата детска приватна градинка која што ќе се гради во Кавадарци. Информацијата која што К1 телевизија пред 2 месеци ја објави за изградба на приватна градинка во овој град, сега веќе е и официјална. Градоначалникот Панов во изјава вели дека во непосредна близина на Средното индустријско училиште Киро Спанџов Брко ќе се гради градинката. Во Кавадарци веќе постои голем интерес околу првата приватна детска градинка. Ние имаме една стара локација која што Министерството, односно владата ни ја додели, која што се наоѓа блиску до Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко, која што во соработка со владата ќе ја понудиме на продажба. Имаме интересенти за таа, така што мислам дека набрзо ќе бидеме сведоци и на првата детска градинка во Кавадарци. Оваа градинка ќе се гради со средства од државата, како и грант од неповратни средства во висина од 10.000 евра. Со апсорција на 200 деца во приватната и во новата која што во моментов се гради, ќе се облажи проблемот со недостиг на места од предучилишна возраст во градинка. Во Македонија досега се отворени 26 приватни детски градинки и 6 центри за ран детски развој, кои отворија дополнителни капацитети за 1800 деца и нови 150 работни места. Генетиката, исхраната и лошите навики се најчестите причини за зголемениот број на деца со аномалии на забите. Ако пред 10 години 15 на деца месечно имаа потреба од исправање на забите со протеза, таа бројка сега е дуплирана, велат ортодонтите. Аномалиите на забната положба и меѓувиличните односи се честа појава кај децата. Овој проблем може да се препознае уште во нараната возраст при никнење на млечните заби, но одредени аномалии се појавуваат после смената на првите млечни заби кога никнуваат трајните. Според доктор Ирина Трајчева, ортодонт, причината за појавата на забната аномалија е различна. Кога имаме генетска аномалија, генетска предиспозиција за појавување на одредена аномалија на забната положба или аномалија во меѓувиличните односи, тогаш таквите аномалии се препознаваат уште во најранната возраст, во возраста кога никнуваат млечните запчиња и кога се комплетира целата млечна дентиција од 20 заби. Меѓутоа, кога
Аномалијата е предизвикана од лоши навики кај децата, значи дали станува збор за дишење на уста, грицкање на ногти, грицкање на одредени предмети, тогаш аномалиите може да се развијат и да се појават после смената на првите млечни зъби. Редовното посетување на стоматолог е одлична превентива за навремено откривање на забната аномалија, вели доктор Трајчева, но кога станува збор за наследна аномалија, веднаш се почнува со третирање. Со превентива, со интерцептива и со терапија може да се неутрализира тој генетски ефект и да се добие норма оклузија, значи нормална поставеност на зъбите и нормална поставеност на меѓувиличните односи. Не станува збор само за прави зъби, туку за правилни и меѓувилични односи. Ортодонцијата вклучува во себе и ортопедија на вилици. Значи секоја неправилност во позицијата на зъбите и неправилност во меѓусебното склопување на вилиците, родителите дома можат, значи уште од најраната возраст, како што реков, да ја препознаат и со редовни контроли на стоматолог, а од таму препратени кај специјалист ортодонт, со најрано почнување на терапијата ќе може да се среди било која аномалија, со исклучок на одредени тешки аномалии. Задоцнетото вадење на млечните зъби е уште една причина за појава на аномалии на забната положба. Задоцнетото вадење на зъбите, на млечните зъби е многу честа причина за појава на ортодонтски аномалии, односно за искривување на зъбите или за искривени меѓувилични односи. Значи, многу често децата има травма од стоматолог или не травма, и обична фобија од стоматолог и не доаѓаат тука да се извадат зъбчињата. Дома си ги вадат, па ќе заостане некое коренче, кога ќе никне трајното зъбче, коренчето го зазема правилното место на трајното зъбче и тука се гледаат веќе искривување на зачетокот на зъбите и понатаму зъбчето во таа положба продолжува да расте. Редовните контроли на секои 6 месеци се превентива за навремено спречување или рано откривање на ортодонтски аномалии кај децата, вели доктор Трајчева, без разлика дали станува збор за наследна или стекната забна аномалија. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски за 17 октомври го закажа почетокот на 125-та седница, на која пратениците треба да расправаат за предлог буџетот за 2017 година. Во продолжение е станатите вести од Македонија. Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалициските партнери денеска поднесе барање за распуштање на Собранието. Горан Сугаревски во Собранието изјави дека како дел од политичките партии, подписници на договорот од пржина, пратениците се должни да покажат дека остануваат на договорените позиции, што се во интерес на разрешување на политичката криза. Секој обид за одлагање на распуштањето на Собранието од страна на мнозинството на ВМРО, ДПМНЕ и ДУИ ќе биде доказ плюс дека власта на Груевски сака да избега од избори на 11 декември, рече тој. Претходно Демократскиот сојуз до Собранието на Република Македонија достави предлог одлука со која бара денеска да се распушти парламентот, со што сметаат дека ќе се создадат уставни можности изборите да се одржат на 11 декември годинава. ВМРО ДПМНЕ предлага Собранието на Република Македонија попладне во 17 часот да закаже седница на која прва точка ќе биде расправата за буџетот за следната година, а втора точка во 19 часот одлуката за распуштање на законодавниот дом. ВМРО ДПМНЕ соопшти дека ја поздравува одлуката на СДСМ да го прифати како што наведуваат нашиот повик да престане да бега од соочување со народот и да поднесе барање за распуштање на Собранието. Од кабинетот пак на председателот на Собранието Трајко Велјановски соопштуваат дека точките за распуштање на Собранието ќе бидат ставени на дневен ред на седницата, која што е закажана за 17 октомври во понеделник, по точката која се однесува на усвојување на буџетот за 2017 година. Јован Елиевски е избран за судија од Република Македонија во Европскиот суд за човекови права од страна на Парламентарното собрание на Советот на Европа со 106 гласови. Парламентарците од 47 земји членки на Советот на Европа имаа избор меѓу Наташа Габер Дамјановска, Јован Илиевски и Звонимир Јанкуловски. Мандатот на судијата е 9 години. Од Република Македонија ова ќе биде трет судија по зачленувањето во Советот на Европа.
Првиот судија беше Маргарита Цаца Николовска, актуелен судија е Мирјана Лазарова Трајковска, чиј мандат истекува во февруари. Конкурс за избор за номинација на 12 кандидати за упатување на 4-годишно школување во Соединетите Американски држави на Воено-воздухопловната академија и Воената академија Вест Пойнт објави Министерството за одбрана на Република Македонија. Според соопштението на Министерството, станува збор за уникатна шанса за сите граѓани на Република Македонија од 17 до 23 години со завршено средно образование, односно со можност да го завршат средното образование до 1 јули 2016, кои добро го познаваат англискиот јазик, соопшти денеска Министерството за одбрана. За подетелни информации заинтересираните можат да се информираат на веб страницата на Министерството. Кандидатите кои ќе се пријават ќе поминат се тестови и интервју во Министерството, а ќе бидат тестирани и од надлежни комисии на Воздухопловната академија и на Воената академија Вест Пойнт. А настаните од светот. Земјотреси нема само на Балканот, туку насекаде во светот. На Балканот се регистрирани земјотреси во Турција, Грција, Албанија и Македонија. Денеска се стресе Скопје, а потресот беше со магнитуда од 2,6 степени. Се стресе тлото насекаде низ светот. Најсилниот земјотрес денеска е во Папуа, Нова Гвинеја, со јачина од 5,8 степени. Во продолжение останатите вести од светот. Најмалку 34 лица загинаа како последица на ураганот Метију што ги зафати Соединетите Американски држави. Половина од жртвите се од Северна Каролина. Гувернерот Пат Макрој изјави дека биле пронајдени уште 4 тела, со што бројот на жртви во државата достигна 18. Останатите жртви се од државите Џорџија, Флорида и Јужна Каролина. Во Северна Каролина беа евакуирани 4000 лица од нивните домови, а председателот на САД Барак Обама прогласи вонредна состојба во Јужна Каролина. На Хаити бројот на жртви достигна над 470 лица. Луѓето сега се борат со недостаток од вода за пиење, храна и очекуваат што поскоро санирање на своите домови. Во импровизираните засолништа моментално се сместени 175.000 луѓе на кои ураганот им ги урна домовите. Од нив околу 100.000 се деца. Цената на храната е двојно зголемена, живеалиштата бавно се санираат, а помошта што пристигнува е недоволна, соопштуваат локалните власти. Моментално предстои борба за запирање на ширењето на колера, што е сериозна закана поради оштетениот водовод. За таа цел Светската здравствена организација испрати 1 милион вакцини против оваа болест. Обединетите нации апелираат сите луѓе да се вклучат во организацијата на прибирање средства и намирници. 700 килограми марихуана заплени италијанската полиција во италијанскиот град Саленто. Уапсени се двајца албански државјани кои дрогата ја транспортирале со моторен чамец. Според италијанската полиција, двајцата албанци се обиделе да побегнат, но не успеале во намерата. Тие се приведени од полицијата во Лече. На пресконференција со албанските колеги, италијанската полиција искажаа голема загриженост околу новите начини што албанските шверцери ги користат за транспорт на марихуаната преку Јадранско море. Шверцерите се повеќе се обидуваат дрогата да ја пренесуваат со моторни чамци, бидејќи тоа е еден од поефикасните начини и е многу потешко да се фатат, изјави Јоселино Минуто, представник на италијанската полиција. Во источна и јужна Романија породни дождови предизвикаа поплави и големи штети каде прогласено е портокалово ниво за ризик од поплави. На 4000 пожарникари издадена им е наредба да бидат подготвени за интервенција. 15 места се поплавени во округот Прахова, а во градот Галац е блокиран сообраќајот на железничката станица. Во градот Плоешти пожарникарите на терен со пумпи ја излекуваат водата во бројни домови и живеалишта. Истовремено вработените во инспекторатот за вонредни состојби интервенираат во над 60 места во Букурешт и околниот округ Илфов.
Денеска имавме променливо облачно време со повремен и локален дожд и максимална температура до 22 степени. Според најавите на УХМР, утре и во петок облачноста ќе се намалува и ќе преовладува стабилно претежно сончево време, но со пониски температури. Со оваа информација го завршуваме овој дневник. Пријатно!